За поезијата се вели дека има волшебна моќ. Моќ да ги руши бариерите и да поместува граници, меѓутоа и да гради мостови. Се разбира да смирува и да носи позитивна енергија. Токму затоа ова издание на емисијата Приказни од Гостивар го посветуваме на поезијата, но во спој со младост. Ке разговараме со членовите на клубот на млади поети од Гостивар. Најпрво со Флоранда Мухареми, која е основач на клубот на млади и председател. Добре ни дојде во емисијата Приказни од Гостивар. Добро ве најдовме, Љупка. Најпрво ви благодарам за поканата. Не удостоихте со вашата покана и со самата помисла дека можеме да придонесеме нешто за градот, за приказните од нашиот град. Ке да замолам на почеток да ни раскажеш од каде потекна идејата и како се роди клубот на млади поети од Гостивар. Се разбира, малку нашиот почеток беше необичен, затоа што и самите не знаевме дека ќе се случи ова, но потребата си го направи своето. Имавме состанок со Советот на млади на општина Гостивар и разговаравме во врска со идеи, да дадеме нови идеи за нешто ново да се случува во градот. Јас најпрво како млад поет, како човек што пишува, го почувствував тоа дека во нашиот град има потреба од промоција на младите поети, на луѓето кои пишуваат. И така ја го дадов тој предлог да започнеме нешто ново, нешто сосема ново што досега го нема во нашиот град, а и пошироко во Република Македонија. Значи започнавме со многу мал број, можеби тројца бевме. Се собравме и ја кажавме идејата, која ни е идејата. Најпрво идејата ни беше сето ова да биде меѓуетничко, да не се поделиме, затоа што сите знаеме дека Гостивар е град на сите. Град на мултиетничноста е Гостивар, заедно живееме и поради тоа одлучивме и нашиот клуб да функционира тријазично, односно да ги вклучиме сите три националности, македонци, албанци и турци во клубот. Така почнавме со тројца, па потоа ние тројца повлековме уште некои тројца што се заинтересирани за тоа и го проширивме нашиот круг. Сте се собирале, сте разговарале за поезијата, сте читале поезија, меѓутоа дошол моментот кога како членови на клубот на млади поети треба да излезете и во јавност да го презентирате сето тоа. Какви се активности сте имале до сега? Така, значи на почеток нашите дружби беа сосема пријателски меѓу нас, но потоа одлучивме, разговарајќи меѓу нас, дека имаме потреба од некој поголем настан, нешто за што ќе знае целиот град, што ќе не видат сите и што ќе слушнат сите за нас. Така и одлучивме да започнеме со организирање на поетски читања. Поетски читања во кои ќе учествуваат членовите на клубот, а воедно и ќе имаме представници од нашата младина кои ќе бидат вешти уметници, односно ќе не придружуваат со музика и со мелодија. Првата година започнавме да одржуваме настани секој месец. Започнавме да ги одржуваме нашите настани во кафич. Токму и ова е местото каде што ние всушност започнавме. Од почетоците, да. Да, затоа и иницирав ова да биде местото, затоа што нашиот зачеток беше токму тука. Нашите средби започнаа тука. Секако претходно не беше ова место и го користам моментов да изразам посебна благодарност до Сач Пица што ни дозволија ова емисија да ја снимиме токму тука и да продолжам со настаните. Секој месец се собиравме млади. На почеток нашите творби беа преведувани на сите три јазика. Во тврда копија на секоја маса поставувавме копии од преводите, но потоа разбравме дека поезијата е малку тешка и специфична за преведување. Па така престанавме со преводи, ама сепак продолживме тоа настаните да ни бидат на три јазици. Горе-доле се знаеме во Гостивар, јазиците си ги знаеме, па си помагавме за разбирање и слично.
Каква беше дружбата меѓу вас додека ги подготвувавте сите тие настани, затоа што крајниот производ е нешто што треба да се донесе пред публиката, која претходно бара подготовка, консултации, координација меѓу членовите? Искрено, малце координацијата беше тешка, затоа што бевме поголем број, значи околу 30 члена бевме и беше тешко да најдеме момент кога сите ќе бидеме слободни. Но резултатите кои ги постигнавме се должат на редовни состанувања, редовни проби. Онлайн секако комунициравме во кое било време, значи. Бевме цело време во контакт и координација. Исто така сакам голема благодарност да изразам до општината, која од самиот почеток беше покрај нас, само што слушна за идејата дека ние имаме идеја да составиме, да направиме клуб на млади поети во градот, не поддржа. Ние сме зад вас, продолжите. За тоа сум навистина премногу благодарна, затоа што е реткост кај нас да се случува такво нешто. Какво беше чувството кога застанавте за прв пат на првиот настан да ја презентирате својата поезија, па и музичката уметност, нели? Спомна дека ве придружуваа млади уметници, затоа што имаше голем број на публика, луѓе кои што дојдоа да ве слушнат и да ве видат. Искрено, за првиот настан имавме многу емоции. Како прво јас, како председател, имав премногу емоции, затоа што не ми беше прв настан од ваков тип, но сепак емоциите беа поразлични, затоа што овој настан сега јас го терав. Јас бев напред и требаше да испадне неверојатно добро, за да продолжиме понатака. Но имав голема поддршка од самите членови, беа позитивни, премногу ми помагаа со самото тоа што учествуваа на пробите, на настаните, и тој фидбек што го добив како прво од публиката, а потоа и од членовите, ме мотивираше да продолжиме понатака. И на првиот настан се сеќавам дека се случи случајност. Истиот ден Коста Петров учествуваше во Гостивар, имаше промоција на некое дело, мислам. Зборуваме за писателот. Да, писателот Коста Петров. И ние така имавме во предвид на секој настан да имаме по некој специјален гостин, некој од кој што можеме да извлечеме некој пример, некоја поука. И така се случи на првиот настан, Коста Петров да ни биде специјалниот гостин, со тоа што придобивме многу и ние, но и тој беше воодушевен што во неговиот роден град се случува нешто така убаво. Не пофали, исто така незаборавни беа моментите поминати со него, многу добри и позитивни пораки ни испрати, не мотивираше да продолжиме понатака, како што знае тој да го направи тоа со неговите зборови и реченици. Така. Потоа имавте редовни настани еднаш месечно. Да. И една година од постоењето на клубот на млади поети крунисавте со посебна манифестација и со една многу специфична и убава поетска збирка. Ќе ни кажеш околу тоа малку повеќе? Се разбира. После фестувањето, всушност славењето секој месец, на крај решивме нашите дела да ги собереме во една збирка од поезии, која е всушност дело на секој член од клубот. Никој не може да каже дека оваа книга е само моја, туку таа е заедничка на клубот. Беше малку тешко да стигнеме до незе. Бараше многу работа. Токму се сеќавам на тој период кога мене ми беше испитна сесија, а морав да трчам по обврските кои ги бара самото печатење, самото издавање. Но сепак ќе кажам, ова го постигнавме сите заедно со помош на сите членови. Во оваа книга, стихозбирка од клубот на млади поети, проекции под исто небо се вика. Всушност така и се викаа нашите настани. Секој наш настан беше под исто мото, проекции под исто небо. Всушност со самиот наслов сакавме да кажеме дека ние сме сите исти и еднакви. Ние сме поети, уметноста не познава граници
не познава ниту раса, ниту нација, ниту боја, ниту пол. Уметноста си останува уметност. Во оваа стихозбирка има, мислам дека околу 30 дела, 30 поезии, од сите членови од клубот, без разлика значи на националност, сите се преведени на македонски јазик. Ги имаме значи прво на мајчиниот јазик, а потоа се преведени и на македонски. Предизвикот на вистина беше голем. Дури последниот настан кој го организиравме всушност, тоа беше годишнина од постоење на клубот на млади поети. Го организиравме под отворено небо. Го организиравме да биде малку на повисоко ниво. Се надевам дека тоа го постигнавме. Имавме доста богата програма. Учествуваа музичари, веќе звезди од нашиот град. Голема благодарност до нив што не поддржаа толку многу. Голема благодарност повторно до општината и до културниот дом, кој всушност ни возможија да ја печатиме оваа книга. Очи. Очите му се како два океани, во кои скриени се вртлоци. Штом ги погледнеш, морската струја погледот ти го одзема. Тонеш. Длабоко пропаѓаш на дното, на тие два споени океани. Чувствуваш како водите се мешаат, како се влеваат една во друга. Длабоко, многу длабоко под дното, во нив се кријат големи болки. Отворени рани кои што се уште болат, печат исто како и првиот ден. Филувани се, затрупани под дното, со песок и камчиња врз нив, за да се сокријат од солта, за да не може да болат уште повеќе. Но таа сепак продира и допира до нив. Вештината не е да се сокријат, туку да се заштитат, да се навикнеш на нив и да живееш заедно со нив. Дното е широко пространство. Едноставно се губиш во тој огромен простор. Влегуваш и не можеш да излезеш. Се бориш. Упорно се бориш да го напуштиш, но напорите се безуспешни. Остануваш заробеник внатре. Заробеник кој ги лечи старите рани и отвара нови. Заробеник кој ја пронаоѓа среќата закопана под дното и ја вади на површина. Заробеник чии што океани се влеваат во водите на постојниот океан во кој остануваш заробен. Од она што го имаш како искуство председател на клубот на млади поети, кои теми најмногу сакаат да ги чепкаат младите во творештвото поетско? Најчесто кога ги организиравме настаните, тоа и беше најголемиот проблем. Зошто? На која тема ќе пишуваме овој месец? На почеток ограничувавме првите 2-3 настани, пример, ќе пишуваме на тема љубов. Пример. Ама потоа свативме дека не можеме да се ограничуваме така, затоа што не секогаш имаме инспирација да пишуваме на одредена тема. Потоа ги направивме темите да ни бидат слободни, секој да чита или да пишува, да твори на тема која него му е интересна, но најчести теми кои беа опфатени, се разбира, беше љубовта, Младите и љубовта, така. Осаменоста, исто така, животот општо земено. Тие беа теми кои најмногу беа сретнати и во оваа збирка. Ако веќе не знам дали ја имате прочитано, ќе сватиме дека преобладува љубовната тема, недостигот, тие се теми кои преобладуваат. Тебе лично како творец, што најмногу те влече како поезија? Сакаш и да читаш и да пишуваш? Во последно време премногу ме погодува патриотската поезија, би рекла, односно премногу ме боли тоа што нашиот град се празни. Јас сум влюбена во нашиот град, влюбена сум во Гостивар и премногу ме боли тоа кога ќе ги видам нашите улици празни, кога гледам дека има поише автомобили од луѓе,
Премногу ме боли кога гледам дека моите врсници си заминуваат од овој град без да се свртат назад, без да погледнат зад себе што оставаат. Јас јавно кажувам дека сум против тоа заминување од нашата земја, затоа што сепак ова е нашата татковина и ние сме обврзани да останеме тука за да истигнеме во некое повисоко ниво. Така да најмногу за тоа пишувам, а за читање најмногу ме интересира психолошката тема, психологијата. Емисијата ни се вика Приказни од Гостивар. Сега би те прашала како ти го доживуваш градот Гостивар, затоа што зачна една многу болна тема и секојдневие на градот. Јас како што кажа веќе, јас сум влюбена во Гостивар, јас сум љубител на Гостивар. Гостивар е дел од мене, не можам да се замислам себе без Гостивар или пак Гостивар без мене. Се разбира дека еден ден можеби ќе се случи тоа, ќе се случи таа разделба, ама сега додека јас сум во можност да контрибуирам, да направам нешто за мојот град, ќе продолжам да правам. Сите сме свесни за нашата сегашна состојба во која се наоѓаме, свесни сме за празнењето на градот, за изумирањето на градот, но јас сум позитивна и мислам дека ќе успееме да го дигнеме, барем погоре некаде на врвот, се гледаме на врвот од Коста Петров. Мислам дека ќе успееме. Имаш ли некое омилено место, омилено каче во градот Гостивар? Имам, се разбира. Гостивар можеби е мало градче, но има многу убави места, можеби затоа што ми е роден град, е тоа така. Но моето омилено место е нашиот Кеј. Имаме невидена убавина што не секој град ја има и ја поседува, ама не знаеме да ја цениме. Во последен период секојдневно излегувам по Кејот, уживам во природата, во тоа што го нуди нашиот град. Сега малку да позборуваме за оно што е актуелно во клубот на млади, како нови проекти и планови за воиднина, што моментално работите, на што сте сконцентрирани? Така, значи додека еве се уште трае ковид кај нас и пандемијата искрено малце не замре и нас, како што ја замре целата држава па и целиот свет, но ние додека трае периодов со оваа пандемија, решивме да аплицираме за проект во Агенција за млади и спорт за помош на младите во периодот на корона. Истиот проект го добивме, ни беше одобрен. Проектот е со наслов Живот покрај корона. Целта на проектот е да им помогнеме на младите да ги изразат своите емоции, своите чувства, да изразат својата уметност полесно додека трае овој период, овој застој. Проектот почна со реализација, дури вчера ни беше работилницата за полесно изразување на емоции во текот на вакви периоди. Учествуваа млади од 15 до 25 години. Повеќето беа од средните училишта. Сметам дека работилницата помина успешно, затоа што младите беа ентузијасти, вика дали ќе има следен пат нешто слично. Тоа ми направи да се чувствувам задоволна. Следна активност од истиот проект е конкурс, односно уметнички конкурс за сликање, односно цртање, уметнички делач имаме. После тоа ќе биде пуштен поетски конкурс, преку кој конкурс ќе поети, млади поети од градот и пошироко, ќе може да изберат една од фотографиите, од сликите кои ќе бидат насликани и да пишуваат во таа тема, односно да најдат некоја мотивација во сликите кои ги имаат сликано други. На крај целиот проект ќе заврши со една виртуелна изложба. За жал, сакавме да биде физичка, но се зависи од ситуацијата како ќе се одвива. Па според тоа ќе бидете информирани вие како медиуми и ние. Исто така аплициравме и во друг тековен проект кој е финансиран од Америчка амбасада, но сепак се уште немаме информации дали ќе биде одобрен или не. Проектот се викаше Млади градови.
така беше насловен. Таму аплициравме на тема онлайн булинг, односно онлайн насилство, затоа што свесни сме дека онлайн насилството почнува да станува на некое повисоко ниво, да се издигнува. Зачестува, да, и сметам дека треба да ги заштитиме младите. Се надевам дека ќе ни помине и тој проект, па ќе имаме реализација. Исто така би сакала да кажам дека нашата веќе невладина организација, затоа што сме регистрирани, се занимава, односно делува во полето на културата и образованието. Работиме со млади, но сакаме да придонесеме повеќе во полето на образованието, затоа што учениците имаат потреба од некои наставни активности, а во полето на културата секако затоа што нашиот град има потреба од тоа. Така, и поезијата на прво место. Се разбира. Флоранта, ти благодарам многу за разговорот, ви посакувам успех понатаму и да се гледаме за убави работи. Ви благодарам и вас, Љупка. За крај би сакала да прочитам некое мало делче од мојата творба што е внесена во оваа книга. Да, ќе ни биде задоволство да послушаме и малку поезија, ќе видиме и слушнеме и други членови со своја поезија. Се разбира. Значи темата во оваа поезија е сепак нашиот град, она што му недостига. Живот, еднаквост, недостиг. Сон, длабок сон. Темнина, темни бранови, нестабилност. Силен ветар што ја вее целата слика. Силен ветар кој ми ја разнесува душата насекаде. Кон тебе, кон вас, кон целиот мој град, кон целиот свет. Кон тебе, љубовта на мојот живот. Кон вас, најмили родители мои. Кон тебе, мој роден граду, кој секојдневно гледам како умираш, а немам сила да направам ништо за да те спаса. Кон вас, најмили мои сограѓани, со било какви попречности или не. Кон вас, кои се растаретувате низ целиот свет. Моето срце го разнесува ветрот. Го разнесува како песок. Кај секој од вас носи по некое зрнце. Кај секој од вас се обидува да донесе трошка љубов, светлина и радост. Но моето срце е толку мало, та не верувам дека ќе остане некое зрнце за сите. Не знам. Не знам ни дали би останало зрнце и за мене. Ех, ти градче мое. Ех, ти градче, кој ги отвараш портите за сите. Те пустошат. Полека, полека те трујат со нивното заминување. Те трујат со нешта кои реално ти никогаш не ги заслужи. И да, ме боли секое делче од мене. Ме боли душата, срцето, моето постоење, кога ги гледам твоите артерии празни, кога гледам дека низ нив не тече повеќе таа врела и силна крв. Притисокот е намален, срцето е разболено. Веќе нема сила да испумпува истата количина крв. Празно е наоколу. Остануваат убавите спомени, убавите денови, кога ти, мил мој, цветаше. Цветаше заедно со пролетните цвечиња и млади. Кога ти, градо мој, плачеше заедно со осенскиот дожд и ранетите души на луѓето. Кога заедно со снеговите кои те прават најневин, се смееш со детските игри, снежковците и топките снег кои летаа насекаде. Кога летното сонце ја гореше кожата на луѓето. Тие беа среќни и во голем број. Ах, градо мој, ах, среќо моја. Дури денес, кога те гледам како патиш, сваќам колку всушност те сакам и ми значиш. Затоа што заедно со тебе и јас патам.
Не можам. Не можам да ја поднесам оваа слика. Не можам да го гледам ова. Не ни сака. Врати се. Врати ми се. Вратете ми го кратчето од моето детство. Вратете ми ги спомените. Вратете ми го животот. Зошто? Зошто ми го одземавте мојот град? Зошто сакате со сила да ми ја одземате душата? Врати ми се, градче мое. Врати ме во минатото, врати ме во моите убави и лоши спомени. Но биди она што некогаш беше. Биди еднаков, биди недостиг, биди живот и среќа за сите нас. Ти благодарам. Одлета. Сршта на мојата душа ме боли. Тлее како недогорено дрво во шпорет. Една февруарска ноќ, во ни топла ни студена соба. Но не е до температурата, туку до човековото тело кое веќе не чувствува студа ни топлина. А сепак изгледа замрзнато, не припаѓајќи на овој свет. Погледот е заталкан некаде измеѓу реалното и надреалното, минатото и иднината. Сето тоа случувајќи се во сегашноста. Која постои, не постои. Се е ставено на црно и бело. Кои се претопуваат и добиваш сиво. Се е сивкасто. Беззначајно. И тогаш во главата ти довикува гласот, за да те потсети. Орелот одлета. Ја слушнавме Афродита Џафери, таа е член на клубот на млади поети и гостивар од самиот почеток. Афродита, кажи ни од каде е љубовта кон поезијата и зошто токму љубов кон поезијата? На почеток ви благодарам за поканата и за гостувањето во вашата емисија. Љубовта за поезијата. Можам да кажам дека како мала бев од оние деца кои беше заталкана во читањето. И некако со самото читање на романи, поезии, лектири школски, на некој начин се надоврзав јас да почнам пишувам поезија. Од некаде од тука, од тие детски лектири, почна и љубовта кон поезијата и почна да се разбудува таа креативноста во мене. Какво е чувството да се биде дел од клубот на млади поети, затоа што вие сте еден спој на различни националности, различни карактери, темпераменти, кои што ги спојува поезијата и ги спојува гостивар? Интересно прашање. Вака сега, во моментот кога Флоранда одлучи да формира еден клуб на поети, јас уствари бев помеѓу првите на кои таа им се обрати. И сум во клубот од самиот почеток. Тогаш и јас и Флоранда бевме членови на Младинскиот совет на град Гостивар. И клубот на некој начин почна да функционира како дел од Младинскиот совет на Гостивар. Идејата првична беше, значи, секој месец да организираме настани на кои ќе можеме или ќе се обидеме да ги вклучиме младите во што повеќе активности, пошто да се биде поет на некој начин е да се разоткрие твојата душа. Поетите во самите нивни поезии ја ставаат нивната душа и не често пати не е лесно да го кажеш тоа, значи да го прочиташ тоа пред некој друг или пак да се обидеш самиот или пак да се осмелиш да издадеш книга или пак да речеш на некого сакам јас да му го покажам ова на некому. Значи, уствари тоа ни беше нашата цел, да ги откриеме неоткриените таленти на град Гостивар. И во исто време тоа да биде нешто во кое што сите би можеле да се вклучат, без разлика на кој јазик зборуваат. Затоа и се споивме од повеќе етнички групи за да можеме да го направиме клубот достапен за сите. Од денешна гледна точка, дали мислиш дека успеавте во својата мисија и што понатаму би правеле во тој правец? Дали успеавме? Не знам дали може се уште да се каже дали успеавме.
не може да се каже дека сме на добар пат да успееме кон тоа, пошто и по периодов гледам дека се повеќе има заинтересираност и гледам дека младите оствари излегле од некој си тој колосек каде што се срамеа да ги покажат своите дела. И мислам дека да, може да се каже дека успеавме во нашата цел и се надеваме после некој период да можеме повторно да ги вратиме нашите месечни активности и планот е исто така да работиме и со помлади деца, со помладите генерации за и помалите да се приклучат на некој начин. Факт е дека ги поттикнувате и ги поддржувате младите и самата и надвор од клубот на млади поети си активно да кажеме на кои се полиња, имаш и своја книга веќе има на македоника. Значи имам може да се рече електронско издание на книга. Да, тоа е сега модерно. Да. Влегуваш на интернет и едноставно тука си читаш све што сакаш. Стигнав до таа книга преку конкурсот од Македоника, Фондација Македоника, на кој можеше да аплицираат млади од 18, ако не се лажам, до 25 или 29 години. И успеав да се пријавам и мојата книга беше избрана за книга на месецот за време на конкурсот, бидејќи конкурсот траеше 1 година. Како ги спојуваш актерството и поезијата, затоа што ти си млад актер, тазе дипломирана си актерка, како ги спојуваш? Култура и уметност е, меѓутоа како ги спојуваш ти лично? Тоа е интересно прашање. Да ти кажам право, на почеток, значи да си поет во актерство, пошто јас така почнав, веќе бев поет, пишев поезија и се надоврзав во глумата. На некој начин е тешко, бидејќи поезијата самата си е суптилна, метафорична, актерството на некој начин бара да си многу конкретен. Значи, во актерството дејствието се случува сега и тука. И не треба или не смееш да леташ со умот некаде во мислите како што можеш да направиш со поезијата. На некој начин поезијата ми е мојот одмор на мислите. А актерството повеќе, значи, како професија што ја имам одбрано за мојот живот, тоа е нешто во кое што се пронаоѓам себе си, во кое што сакам да сум сега и тука и да действувам во тоа. Многу убаво кажано. Ако поезијата ти е одмор на мислите, што е Гостивар за тебе? Гостивар, иако, значи, студирав 4 години во Тетово, сепак поинакво е чувството кога се враќаш пак во твојот град. Иако си бил одстутен, например, 4 години, цело време патувајќи или пак живејќи во друг град, се чувствуваш како сепак да не поминало толку долго време. Гостивар со својот мир, што е за разлика од други градови, со реката што ја имаме, со Варда што го имаме, е некое си одморалиште. А дали својата иднина како млад човек ја гледаш во Гостивар, во родниот град? За тоа не знам што да кажам, пошто како тази дипломиран актер се обидувам да ги зграбчам сега сите можности кои би излегле пред мене. Но ако би успеала, би сакала, значи, да творам и да живеам сепак во мојот роден град. Афродита, ти благодарам за разговорот, многу успех и на полето на актерството и на полето на поезија. Благодарам и на вас. Пат, зошто толку време се трудеше да ми праскажеш? Преминајќи се за себе си фатив. Секој да биде среќен, имало посебен пат. Заструvaјќи на го својот пат, сфатив. Единствено живејќи се учел животот, читајќи, слушајќи не. Твоето знаење, зошто да не ми го раскажеш, сфатив. Немајќи љубов во срцето, секој изминат ден бил загубен. Зошто пострчаше по љубовта, сфатив, додека болката не стигне до зидов, солзите не доаѓале од очите. Зошто воопшто плачеше, сфатив, да не го снемаш тој што плаче било, отколку да плачеш со него. Претворајќи го моето плачење во смеа, сфатив. Еден човек секогаш може да повреди
но најмногу била кога ќе провреди стаканиот. Кога беше скршен, сватив. Всушност, заслужувал стаканиот, кога за него се пролеваат капки солзи. Заедно со солзите, напуштајќи го радостата, сватив.